За само 3 години бројот на ново запишани превачања во Македонија е намален за 2500. Расте трендот на иселување на граѓаните од источниот дел на земјата. Според броевите кои ги поседуваме од матичната служба, родени деца во 2010 година имало 930, но од нив се запишале само 300. Намалениот број е поради тоа што има миграција од град во град и од град надвор од друга држава. Погубните политики на Никола Груевски ги натераа младите да ја напуштат Македонија. Изминативе денови, недели и месеци сведоци сме на невиден екзодус, на невидено досега иселување од Република Македонија. Овие изјави новинарски извештаи се од последниве неколку години, но темата иселување, наталитет, број на ученици долго е присутна на ова поднебје. Иако гласна, дебатата ретко вклучува фактографија, особено по доаѓањето на власт на оваа или онаа гарнитура. Оваа сторија е токму таков обид да одговориме што е можно попрецизно, каде и колку се намалува бројот на учениците во една подолга временска низа. Но исто така и да споредиме колку деца би требало да се во училиште според матичните книги, а колку навистина завршуваат во училишните клупи во земјава. Сумирано, податоците на Државниот завод за статистика велат дека во учебната 2005-2006 година во земјава биле запишани вкупно 235.691 ученик во основното образование. Според податоците кои 360 степени ги обезбеди од Министерството за образование, во учебната 2017-2018 година имало вкупно 188.893 основци. Или за 12 години, бројот на ученици во основно образование се намалил за околу 47.000, односно за 20%. Дали помалиот број на деца во основното образование се должи на намалениот наталитет? Со оглед на фактот дека основното образование е задолжително, споредивме дали падот на бројот на ученици е симетричен со бројот на живородени деца во соодветна генерација. Податоците од Заводот за статистика покажуваат дека во периодот 1999 до 2001 година во просек се раѓале по околу 25.000 деца годишно. Во трите години, од 2009 до 2011, годишниот просек паднал на околу 23.500 деца. Падот е значителни 6%, но е многу помал од падот од 20% на ученици во истиот период. Тоа значи дека 14% од децата се одлеале на друго место. Најлогичната претпоставка е со нивните родители во странство. Веродостојно основаа теза побаравме во деталните податоци од Министерството за образование, кој ни обезбеди детален преглед за бројот на ученици во секое основно училиште во земјава за периодот од учебната 2012-13 до 2017-18 година. Институцијата не беше во можност да ни даде такви податоци и за последната учебна година. Невладината организација Центар за граѓански комуникации пак ни отстапи нивната база на податоци со бројки од 2006-7 до 2015-16 година. Изворот на тие податоци е Државниот завод за статистика. Двата корпуса податоци беа доволни за да провериме колку дечиња од една генерација првачиња на крај завршуваат деветолетка. Резултатот, за жал, одговара на претходните наводи. За пример ја зедовме генерацијата што завршила деветолетка во 2018 година. Како полуматуранти, оваа генерација брои 20.740 деца. Вреќајќи се низ годините откривме дека кога се запишале во училиште, во учебната 2009-2010 биле 23.002 деца. За 9 години основно образование, оваа генерација останала без 10% од учениците. Ако анализата се растегне до 2003 година, кога би требало да бидат родени првачињата во генерацијата 2009-2010, може да се види дека бројот на живородени деца таа година бил 23.600. Тоа значи дека оваа генерација изгубила вкупно 12,5% од децата од моментот на раѓање до завршувањето на основното образование. Падот на бројот на ученици сепак не е еднакво распространет на територијата на државата. Во некои региони трендот е далеку поизразен, додека во ретки случаи има дури и раст на бројот на ученици. Ако се анализира временскиот опсек од учебната 2006-2007 година, кога почна да се применува новата територијална организација во образованието, до 2017-2018 година, само во 4 општини во државата пораснал бројот на ученици. Тоа се Аеродром, Вевчани, Центар и Студеничани. Растот во Аеродром и во Центар може да се објасни со доселувањето, додека во Вевчани и во Студеничани е последица на наталитетот.
На нула е само една општина – Новаци. Сите останати 75 општини во државата бележат пад на бројот на ученици. На оваа мапа со светла црвена боја се општините во кои бројот на ученици се намалил до 10%. Такви се повеќето скопски урбани и рурални општини, но и некои градски центри како Штип и Гевгелија. Со нешто потемна боја се општините во кои падот на бројот на ученици од 10 до 20%. Меѓу другите такви се и Арачиново, Газибаба, Битола, Валандово, Кавадарци, Куманово, Струмица, Тетово. Општини каде падот на бројот на ученици е уште поизразен од 20 до 30%. Меѓу другите се Радовиш, Крива Паланка, Виница, Демирхисар, Желино. Со најтемна боја се општините кои загубиле повеќе од 30% од учениците во истражуваниот временски период. Такви се Теарце, Струга, Ресен, Пехчево, Липково, Крушево, Кратово, Гостивар, Врапчиште, Босилово и други. На екстремен пример е Новосело. Од учебната 2006-7 до 2017-18 ова општина загубила повеќе од 50% од учениците. Бројките покажуваат и многу други работи, како на пример дека во некои години загубата на ученици е поголема, а во некои помала. Но тоа повторно не го менува фактот дека за 12 години земјата има 20% помалку ученици во основното образование и дека трендот генерално не разликува урбани или рурални средини, ниту пак верска или етничка припадност.